Валандово годинава 15 дена порано ќе блесне во новогодишен сјај, како што истакна градоначалникот на општината Никол Чечурлиновски. На 1 декември Валандово и неговиот приградски дел ќе бидат украсени. Секоја година новогодишното украсување на градот трае неколку дена, заедно со активностите за најмалите, кои ќе имаат можност да се возат на санката на Дедо Мраз и да добијат новогодишни пакетчиња. Изведувачки групи не учествуваат куд Гоце Делчев, значи ќе имаме една програмска активност каде што ќе имаме служење на топол чај и варена ракија, ќе имаме добар огномет, едноставно ќе имаме дружење на 2-3 луѓе на плоштадот, заедно со најмладите генерации. Дедо Мраз со својата санка ќе шета низ градот Валандово, ќе им дели чоколада и бомбончиња, награди, ќе се сликаат нашите дечиња заедно со Дедо Мраз. Тие активности ќе ги имаме 2-3 дена. Секоја година на 7 јануари за Божик општината организира Божикен огномет, кој полека во Валандово прераснува во традиција на која жителите на општината уживаат со чаша топол чај или варена ракија. Градоначалникот истакна дека и оваа година градот ќе биде целосно украсен како и минатата и дека освен новогодишните светилки и елката на плоштадот ќе бидат поставени и санки со елени, на кои децата ќе имаат можност да се фотографираат. Помина ракијадата, предстојат манифестацијата 6 ноември и Фолкфест Валандово. Што е следно, до крајот на оваа година, дали ќе организирате уште една манифестација во Валандово? Ќе организираме уште една манифестација, особено околу дочекот на новата година. Ние секој 7 јануари, малце преминуваме во 2017 година, имаме заедничко дружење и собир на граѓаните од општина Валандово во централното градско подрачје. По ракијадата и манифестацијата 6 ноември по повод ослободувањето на градот, општината следно се подготвува за новогодишните и божикните празници. Денеска се одржа и традиционалниот марш по повод денешниот ден, на кој освен планинарите од планинарското друштво Југ Валандово, учество зедоа и сите заинтересирани жители од општината.